Толеранцијата и меѓусебното разбирање се помали, а разводите се почест излез од проблемите. Секоја година се распаѓаат се повеќе семејства, а само лани во последните 3 месеци имало над 600 разводи, што е за 24% повеќе од 2023 година во истиот период. Според анализите, најчести причини за пукање на браковите и избрзаното стапување во истите, потоа социјекономскиот статус, недостатокот на комуникација, како и мешање во односите на поширокиот круг од семејството. Психолозите велат, денеска паровите имаат проблеми да си ја пронајдат улогата во семејството, а за тоа им треба помош и соодветна едукација. Мислам дека треба малце повеќе да се потрудиме самата идеја да родиме деца, да влеземе во брак, да се соочиме со сите предизвици што ги носат тие наши решенија и да не живееме со тоа како последица, него како нешто што може и да го обогати нашиот живот. Мислам дека треба целото општество да поведе многу повеќе сметка, нели, да биде тоа алармантно и да се потрудиме сите да се ангажираме и да се вклопиме во тоа да реагираме на оваа ситуација. Според анализите, најголем дел од браковите доаѓаат во критична точка и се распаѓаат на 35 и 39 годишна возраст, односно меѓу 5-та и 9-та година од заедничкиот живот, кога во повеќето домови веќе семејството е проширено и со деца, кои психолозите велат го извлекуваат најдебелиот крај. Разводните процеси од делувањето од родителите се за нив траума, што носи опасност за развојот на детето, вели Јовановска. Јас не сум видела многу среќни разведени луѓе. Самиот процес на развод, тоа е една траума која трае и трае неколку години, дури и после разводот, па децата се травматизирани. Паралелно со разводите, алармантен е и бројот на новосклучени бракови кои се намалува. Во 2023 година биле склучени околу 12.700 бракови, односно за речиси 2% помалку од годината претходно.